Денес би требало да продолжам со проповета од Дела 15 глава, каде што мејатата сабота застанавме кај 7 стих на почетокот на Петровиот говор на Ерусалимскиот собор. Меѓутоа, тоа ќе го одложам за следната сабота, бидејќи сестра ми постави едно многу интересно прашање во врска со претходната проповед, во врска со Мојсеевиот закон. И јас сакав да посветам и известно време да го одговориме тоа прашање. И тоа ќе го направиме, ако даде Господ живот и здравје, следната сабота, кога и она ќе биде присутна тука. Но при читањето на сите овие стихови во врска со Апостолскиот собор во Ерусалим, Дела 15 глава, како и причините кои што доведоа до тој собор, забележуваме дека истакнато место, како и досега, во првите глави, така да речем, од делата на апостолите, истакнато место има апостол Петар, за кого и денес проучувавме во библиската pouка. Ја би сакал да отвориме во Дела 15 глава во нашите Библии и да го прочитаме. Ја ќе ги прочитам еве од почеток уште еднаш сите стихови до 7 и со се 7. Значи, воведните зборови од Петровиот говор на соборот. Значи, 15 глава ќе почнам да читам повторно од првиот стих. А некои луѓе слегоа од Јудеја и ги подучуваа браќата, се мисли христијаните кои што се крстија од незнабоштво. Ако не се обрезете според обичајот Мојсеев, не може да бидете спасени. И бидејќи настана бунт, и Павле и Варнава жестоко се препираа со нив, одлучија Павле и Варнава и некои други од нив да отидат горе кај апостолите и старешените во Ерусалим заради оваа препирка. Тие пак, испратени од црквата, патуваа низ Феникија и Самарија и раскажувајќи за обрекањето на незнабостите, предизвикуваа голема радост кај сите браќа. А кога пристигнаа во Ерусалим, ги примија црквата, апостолите и старешените, а тие известија за се што направи со нив Бог. Односно, Павле и Варнава ги раскажаа сите искуства од неговото прво мисионско патување, кое што заврши со 14 глава. 5 стих. Тогаш стана некој од приврзаниците на фарисеите, што беа поверувале, значи некои фарисеи што се крстиле и го прифателе Христа за Спасител, изборуваа дека тие, значи крстените незнабожци, треба да се обрезуваат и да им се заповеда да го пазат законот Мојсеев. Многу интересна ситуација. Значи, исто како што исламот, каде што и се, кај било кој народ кај што се ширел исламот, тие народи потоа подлежаа на обрезување. Меѓутоа, со христијанството тоа не било случај. Иако гледаме дека во црквата, во првата црква, настанало сериозен проблем околу ова прашање. Настанал сериозен проблем, сериозна препирка, сериозна расправа. 6 стих вели: апостолите и старешените се собраа да го разгледаат тоа прашање. Се мисли на собор. Рековме, секое прашање, секој црковен проблем, секоја црковна криза, особено вакви догматски прашања, се решаваат на собор.
За вакви прашања не може да решава еден човек. Колку и да е верен, колку и да е паметен, колку и да е образован, не може еден човек да решава. Еден папа, например, да решава. Или председател на дивизија. Или не може. За секоја сериозна црковна криза, проблем, прашање, соблазна, камен на сопнување, Духот Свети повикува истото да се решава на собор. И само ако на собор се решаваат, или соборно се решаваат било кои црковни проблеми, тогаш Светиот Дух може да благослови. Во 7 стих читаме дека апостол Петар зел збор, меѓутоа првите зборови што ги читаме од 7 стих гласат по долго расправање. Значи не зел Петар веднаш збор, туку по долго расправање, стана Петар и им рече: луѓе, браќа, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра меѓу вас, незнабожците од мојата уста да го слушнат словото на Евангелието и да поверуваат. И тука можем да го додадам уште 8 стих, па и 9, бидејќи некако убаво се вклопува во дискусијата што имавме од денешната лекција. И Бог, кој ги познава срцата, им посведочи и им даде Дух Свети, како и нам. Тој не направи никаква разлика меѓу нас и нив, зашто со верата ги очисти нивните срца. Значи нема потреба од сунет. Господ веќе ги очистил нивните срца. Господ веќе им дал свет дух. За не постои поголем благослов од тоа? За не постои поголем дар од тоа? Сепак, Новиот Завет не ги смета христијаните за необрезани луѓе. Зборот необрезани и во Новиот Завет се однесува на неверниците, на паганите. Меѓутоа, и без да има операција кај верниците од машки пол, Новиот Завет сите верници во Исуса Христа, сите крстени верници ги смета за обрезани. Ама со какво обрезание? Со Христовото обрезание. Значи, ако сме облечени во Христа, за нас важи Христовото обрезание. Бидејќи Христос, кога беше бебе, 8-миот ден, го обреза, како и секој машки евреин во тоа време. И апостол Павле во посланието до Колосјаните го нарекува тоа обрезание, кога Христовото обрезание нам ни се припишува, или за нас важи Христовото, па дури и за жените, за сестрите. Значи, Христовото обрезание важи за сите верници, и од машки, и од женски пол. Затоа сите се крштеваме во Негово име. И вели апостол Павле, кој год во Исуса Христа се крстивте, во Христа што? Се облековте, Галатјаните 3:27. Ако сме облечени во Христа, значи Христовата праведност, Христовата личност во нас, тогаш нам ни важи, ни се припишува Христовото обрезание. Ние сме обрезани на тој начин во Христа, иако неракотворено, значи без операција, нема потреба. Но ефектот е истиот, вредноста е иста. Како што немало потреба Господ да ги убие сите луѓе на планетава, па после третиот ден да ги воскреснува заедно со Христа. Било доволно само Христос да умре и да воскресне, но ефектот е ист. Казната е платена за целиот човечки род. Нема потреба сите да умревме, па да не воскреснуваше, за да сватиме дека Господ ни дал нова шанса, нов живот, нов почеток, спасение од сето предходно.
Денес би сакал малку да разговарам за личноста на апостол Петар. Овде гледаме во овие негови воведни зборови, тој вели: луѓе, браќа, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра меѓу вас. Зашто конкретно мисли? Мисли за она што ние го нарековме вториот клуч во нашите проучувања на оваа тема порано. Имено, Господ на Петра му дал клучеви од Царството Божие, нели? Под клучеви се мисли на два клуча. Затоа што еврејскиот јазик ја има се уште, ја има она граматичка форма која што се вика двоина. Значи, постои еднина, множина, и постои една форма двоина, кога се мисли само на два елемента. Во нашиот јазик двоината постои само во зборот, например, обете, обата, ама не постои во сите, за сите именки. Кога речеме обата, мислиме само на две нешта. Не мислиме на повеќе. Не може да мислиме на повеќе. Кој бил првиот од овие два клуча? Значи, знаеме дека католичкото верување ги изопачило овие Христови зборови со желба и со цел Петар да го направат спротивно на овој соборен принцип што Библијата го заговара, да го направат Петар првиот папа кој што имал наводно поголема власт и поголем авторитет од останатите апостоли. Дали е тоа точно? Не. Првиот клуч бил Петровото прво проповедање на Евангелието после Педесетница на евреите во Ерусалим, на Педесетница, на самиот ден, по примањето на Светиот Дух. А вториот клуч, како што тука самиот нагласува, истиот тој Петар беше избран од негова уста први да го чујат Евангелието и незнабожците, конкретно римскиот капетан Корнилиј, за кого и денес зборувавме, проучувавме, и тие да се крстат и да го примат дури Светиот Дух пред да бидат крстени со вода, а за образување ниту станува збор. Тоа е вториот клуч. Се поставува прашање, дали со тоа што апостол Петар бил и во едниот и во другиот случај, значи двата овие клуча, избран од него прв да го чујат Евангелието и евреите, и обрезаните, па дури и необрезаните. Дали тоа значи дека апостол Петар имал поголема власт, авторитет, углед од другите апостоли? Дали по Божја волја Петар требало да се смета за некој кој што е поголем од другите? Очигледно не. Секој што ги чита Евангелијата, ќе види дека Христос го укорувал духот на се уште непосветените ученици, кога овие се препирале кој од нив е најголем. Дори самиот Петар не бил поштеден од таква амбиција. И самиот Јаков, заедно со брат му Јован, не биле имуни на таа амбиција и желба. Иако за нив ургирала мајка им кај Христа, да бидат поставени од негова лева и десна страна, како најголеми после Христа во неговото царство, како везири на неговото царство или како негови први министри, така да речем. Но Христос таквиот дух го укорувал. Тоа не е по Божја волја. Се разбира, една од причините зашто Петар бил вака погрешно сватен и протолкуван од страна на денес милиарда христијани,
Поголемиот дел христијани денес верува во оваа заблуда. Дека Петар има поголема власт или така наречен примат во однос на другите апостоли. Затоа нема потреба да има собори, доста да се праша Петар, односно папата, и што ќе каже тој, тоа е непогрешливо. Меѓутоа тоа е спротивно на принципот, спротивно на библискиот принцип на соборноста. Според Библијата, Христос е глава на црквата. Црквата е неговото тело, тоа се познати стихови, што нема потреба да посебно да ги читаме. И не може да постои друга глава. Но римокатоличката теологија токму тоа го тврди и вели дека папата, например, е видливата глава на црквата. Со тоа се побива самата себе си, затоа што и Христос не е некоја невидлива глава. Библијата не учи дека Христос е невидливата глава на црквата. Христос има тело. Христос е исто толку видлив како било кој од нас. Само што не е сега тука, во Скопје. Овде на оваа адреса, Петар Попарсов 25. И јас и папата не го гледам во Скопје, никојаш не бил во Скопје. Нека во Риме, може би во Хрватска, Јужна Америка, но не е тука. Затоа што не го гледам него тука, не е дека е невидлив. Затоа што не сум го видел никојаш, да речеме, председателот на Венецуела, не знам дека е невидлив. Или ако никојаш не сте го виделе председателот на Кина или премиерот на Јапонија или јапонскиот цар денес, дали знаете кој е јапонски, како се вика денес јапонскиот цар, дали знаете? И ја не знам, заборавив. Знам Хирохито кога умре таму 95-та која беше, после тоа наследникот не знам никако се вика. Ние сме го виделе, не знам дека е невидлив. Си има тело човекот како и сите ние и е многу видлив. Христос има тело. И Христос ќе го носи тоа човечко тело сета вечност. Христос е видлив. Значи не постои невидлива, па да постои некоја видлива глава на црквата. Постои само една глава на црквата и таа е видлива, а тоа е Исус Христос. Само што не може во човечко тело да биде присутен на секое место во исто време. Например, не може сега да биде во Колешино, да биде и тука, да биде и во Белград, и во Калифорнија, секаде каде што се собираат верници во Христово име на богослужение и на молитва. Но кој тоа го може? Светиот Дух го може и затоа Светиот Дух е единствениот Христов заменик, а не било кој човек. Друго, ако некој човек требало да биде Христов заменик, како наводно Петров наследник, затоа што наводно Петар имал поголема власт од другите апостоли, тогаш зошто тоа да биде римскиот епископ? Петар не бил само во Рим, лично. Всушност, пред да биде во Рим, Петар едно време се задржал и во Коринт, значи бил епископ и на Коринтската црква, затоа имало една партија таму, која што велела, ние сме Петрови, односно, некои други велели, ние сме Павлови во Коринт. Коринт бил склон, во тој Коринт кај што имало и неморал и во самата црква, во Коринт биле склони кон расколи, кон поделби меѓу верниците. Пред Коринт, Петар бил, најдолго бил начело на Антиохиската црква. На почеток биле сите во Ерусалим, кога биле сите заедно, но кога се расеале, Петар бил во Антиохија. Самиот се нарекува, односно Библијата го нарекува апостол на обрезаните. Апостол Павле себе си се нарекува апостол на необрезаните, испратен кај необрезаните, а Петар бил одреден од Господа да служи поголемиот дел од својата служба и живот, да служи, да им проповеда на евреите, на обрезаните. Значи, би требало и Антиохискиот патриарх, би требало и
епископот на Коринтската црква да имаат еднаква власт со римскиот папа, бидејќи не е само римскиот епископ Петров наследник. Кога тоа би било точно. Меѓутоа тоа не е точно. Петар немал поголема власт од другите апостоли. Сите сте вие браќа, им рече Христос. Сите го имаат само Христа за Господ и Учител. Во овој контекст да се подсетиме на Христовите зборови во Матеј 16 глава, на кој што најмногу се темели лажното учење за Петровиот примат, иако навистина Петар го гледаме како многу истакнат начело на првата црква, барем во првата половина од делата на апостолите, од оваа библиска книга. До Ерусалимскиот собор. После Ерусалимскиот собор, после 15 глава, вториот дел од оваа книга, Лука ја посветува на апостол Павле и на неговите наредни мисионски патувања. Во Матеј 16 глава, кога Христос со своите ученици се наоѓа во една друга Кесарија, Кесарија Филипова, и таа, значи, по потекло од древномакедонските колонисти кои што таму се населија по Александровиот поход. Почнуваме да читаме од 13 стих. Евангелие според Матеј, 16 глава, 13 стих. Чудата не престанува да случуваат денес. Каде добивме неочекувани гости, сега дури и од споменатава не Калифорнија, Орегон, западниот брег на американскиот континент. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците свој и рече: што велат луѓето, кој е синот човечки? Многу интересно прашање. Христос изгледа имал посебна желба или посебна симпатија кон ова прашање. Што мислат луѓето? Кој сум јас? И апостолите му одговорија искрено какви се размислувања постоеле за Христа помеѓу еврејскиот народ. Различни се разбира. Ти одговорија едни дека е Јован Крстител. Значи евреите верувале во реинкарнација. Или може би верувале дека Господ го воскреснал Јован Крстител и дека сега тој продолжува да делува како друга личност. Или како личност со друг изглед, може би, и друго име. Тој како некој кога лажира смрт, па потоа нов идентитет, нови лични карти, имиња, фаца нова и така натаму. Само овој случај, место полиција, како Господ да го направил тоа, да го извел сето тоа. Добро, некои други, значи некои велат Јован Крстител, некои други дека е Илија. Илија секојаш бил популарен. Веројатно затоа што секојаш е жив. И никогаш не умрел. И оние зборови од Малахија дека Господ ќе го испрати Илија пред да дојде Господовиот ден, великиот и страшниот, од секојаш биле актуелни. И тогаш во Христово време, и се до ден денес, до 21. век, денес па се уште поактуелни. А некој дека е Еремија, значи некој мисле дека Христос е или реинкарниран, или воскреснат стариот пророк Еремија од неколку векови пред тоа, или дека е еден од другите пророци. Зошто евреите имале вакви сваќања, вакви предпоставки? Значи, овде се работи за оние евреи кои што имале симпатии кон Христа.
Не се работи за оние што биле непријателски настроени кон Христос. За нив Христос бил лажен учител, измамник, пророк, лажен и така натаму. Како што пишува и во Талмудот. Измамник кој што правеше чуда со силата на Велзевул, со ѓаволски сили, волшебнички сили и така натаму. И тоа во Библијата се споменува исто така. Велеа уште тогаш фарисеите дека Исус прави чуда со силата на Велзевул, началникот на бесовите. Меѓутоа, овие евреи кои што го симпатизирале Христа, биле исто како најдобрите муслимани по негово прашање кој е Христос. Значи, Христос е само еден од пророците. Христос не е нешто повеќе од пророк. И најдобрите муслимани, кои што се многу подобри од евреите, бидејќи имаат почитување кон Христовата личност, дури веруваат во второто Христово доаѓање, сепак и најдобрите муслимани не го сметаат Христа за нешто повеќе од обичен човек. Човек, пророк, еден од старите пророци, воскреснат или реинкарниран, како сакате. Но не ништо повеќе од човек. Никад има повеќе сознание. Ке продолжиме после тоа. И сега Христос го поставува ова прашање: а вие што мислите, кој сум ја? Сега вие, Христовите ученици. Неговите, значи, најблиски следбеници. Кој одговора прв? Симон Петар. Зошто? Бидејќи Симон Петар бил таков по карактер. Тој, кога не бил обратен, тој тогаш сакал да биде прв. Ама и другите сакале. Не бил тој единствениот што сакал. И тогаш кога не бил обратен, тој сакал да докаже дека неговото право на примат, на првенство, неговото право на првенство е поголемо од желбата и правото на другите. Тој сакал да го докаже тоа. Затоа го излекол мечот, дори ја исекол. Исекол уво на еден од војниците, слугите. Затоа секојаш сакал да биде прв. Затоа ветил Господе и другите да се откажат. И јас нема да се откажам. Тој сакал да докаже. Сите сакале да бидат први, сите сакале да бидат најголеми, но Петар сакал тоа и практично да го докажува. И тој секојаш одговарал брзо, секојаш прв одговори, секојаш прв да каже нешто. После Петдесетница, Господ навистина го бира него прв да му проповеда и на евреите, и на Корнелија, и на другите незнабожци потоа, ама тогаш кога Петар веќе не сакал да биде прв. Тогаш кога веќе бил обратен, како што Христос им прорече, а ти, Петре, кога ќе се обратиш, ама го читате Лука 22 глава, каде што беше проречен и неговото откажување, неговиот пад, сатаната посака да ве сее или да ве како пченица во сито, како беше. Но јас се молам за тебе. И ти, Петре, кога ќе се обратиш, значи до тогаш бил се уште необратен, утврди ги твоите браќа. Петар прв одговорил и кажал една голема вистина со која што мнозина адвентички теолози денес имаат проблем да ја разберат. Ти си Христос, синот на живиот Бог. Како пушка, како на квиз. Многу брзо. Не баре како да не случајно некој друг одговори пред него. Да биде побрз од другите. Но тоа што го кажал е вистина, голема вистина. Тогаш Исус му одговори и рече: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открие тоа, туку мојот Отец кој е на небесата.
А јас тебе ти велам, ти си Петар и на овој превод вели на тој камен ќе ја изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат и потоа ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство и што ќе сврзаш на земјата ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разврзаш на земјата ќе биде разврзано и на небесата. Овие последните зборови, што ќе сврзаш и што ќе разврзаш, кои што исто така се толкуваат, кои што личат за голема власт. Ако читате во Јован 20 глава, ќе видите как воскреснатиот Христос им ги кажува на сите други апостоли. Значи не е само за Петар. Ова е за Петар, се однесува за Петар, ама не исклучиво за Петар. Јован 20 глава ни сведочи кога им вели примете Дух Свети, кому год ќе му опростите гревови, ќе им бидат опростени, кому год ќе задржите, ќе им бидат задржани. Со други зборови, истата оваа власт да расудуваат за црквата, кого да примаат во црква, кого да исклучуваат ако затреба, им е дадено на сите апостоли, не била само на Петар. Клучевите рековме што се, тоа е нешто исклучиво за Петар, меѓутоа се однесува на изборот на Божјата благодат, тој прв да им проповеда и на обрезаните и на необрезаните. Меѓутоа, ништо од сето тоа не значи дека Петар имал поголема власт од другите. Што значи овој камен, за кој што повеќето христијани, значи милиарда христијани во светот од римокатоличка вероисповед, тврдат дека Петар е тој камен врз кого Господ ја изградил црквата своја. Дали е тоа точно? Не. Од каде знаеме дека не е точно? Да, затоа што овој превод треба да биде малце коригиран. Оно што Христос го кажал е следново. И јас тебе ти велам во 18 стих. Ти си, бидејќи зборувале арамејски, му рекол ти си Кефа. Грците го превеле на грчки со Петрос. Че ти си каменко, ако би можеле ние да направиме некое име од тоа. Но потоа, оно што следи, Христос го рекол следново, и на оваа карпа, така треба да се преведе стихот. Значи, ти си каменко, и на оваа карпа ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Која е таа карпа? Тоа е оно што Петар го посведочил, вестината на верата, дека Христос е синот на живиот Бог. Христос е таа карпа. Да отвориме во 5 Мојсеева, ќе завршиме со уште само неколку стихови од Библијата. Прво 5 Мојсеева, 32 глава. Кога би читале сите стихови кои што во Стариот Завет, кои што зборуваат за карпата, бидејќи карпата како поим, се споменува на многу места во Стариот Завет. Не само буквално, како кога Мојсей ударил по карпа за да излезе вода, или кога бил скриен во карпа за да него согори Божјата слава, кога Господ поминал покрај него во сета своја слава. Туку карпата како теолошки поим се споменува на многу места уште во Стариот Завет. Значи, ова не е нешто ново што Христос го кажал во Кесарија Филипова, туку нешто што на евреите им било познато уште од Стариот Завет. Кога би читале сите овие старозаветни стихови што зборуваат за карпата, не би имале време да го завршиме ова излагање. Но избрав само да прочитаме некои многу битни, значи повторени закони или второзаконие или 5 книга Мојсеева, 32 глава, 4 стих. Овој превод
ревидираниот повторно ме изневерува. Тука превеле тој е тврдина. Тој е карпа, вели оригиналот. За кого мисли Мојсей? Еве, тој е песната Мојсеева, 32 глава. Внимавај небо, уште од првиот стих, внимавај небо, јас ќе говорам, и нека ги слуша земјата зборовите од устата моја. Да се разлее како дожд поуката моја, како роса да падне говорот мој, како ситен дожд на зеленило, како пороен дожд на трева. Името Господово ќе го прославувам, воздајте му слава на нашиот Бог. Тоа беше 3 стих. И сега вели, тој е карпа. Кој е карпата според Стариот Завет? Карпата не е никој друг, туку Господ Бог. Има и многу други стихови со слична тематика. Ќе отворам уште на едно место во Стариот Завет, Исаија 26 глава, бидејќи овие зборови во Исаија директно ќе не однесат во Новиот Завет. Тоа се оние познати славни зборови кои што и псалмистот ги споменува во 180-тиот псалм. Исаија 26 глава, дали сте таму? Кои стихови ќе ги прочитаме? Четврти стих. Надевете се на Господ за секогаш, зашто Господ Бог е што? Вечна карпа, овој превод повторно вели вечна тврдина. Да, тука малку ме изневерува овој превод, кога се работи за старозаветни стихови. Понатаму, кои други зборови можеме да ги прочитаме на истата тема? Ај го споменав 180-тиот псалм, да отвориме таму. 180-тиот псалм. Да, познатото пророштво, кое што е всушност вистински настан од историјата на градбата на Соломоновиот храм, уште на првиот храм, значи. Меѓутоа, кога псалмистот ги запишал, биле пророштва. Значи, пророштво и за тоа што ќе се случи со градбата на храмот, но и во една поинаква димензија на кого сето тоа се однесува. Ја би почнал да читам заради контекст од 20-тиот стих. Ете, тоа е вратата Господова, праведните влегуваат низ неја. Значи, низ што? Низ вратата Господова. Ке те славам, зашто ме услиши и стана спасение мое. Каменот што го отфрлиат зидарите, стана камен темелник, или аголен камен, како што велат другите преводи. Тоа е од Господа и прекрасно е во очите наши. Христос ги споменува овие зборови, ова пророштво. Каде ги споменува во Новиот Завет? Еве, нека биде едно библиско прашање. Кој ќе одговори, не мора прв. Се сеќавате ли каде Христос ги цитира овие зборови за аголниот камен во Новиот Завет? Кога им вели на евреите, не сте ли читале дека каменот што го отфрлиат зидарите стана аголен камен? Се сеќавате? Каде во Новиот Завет се наоѓаат овие зборови?
Ќе отвориме во Евангелието според Матеј. Кога Христос бил во храмот последните денови од неговата земска служба, Матеј 21 глава, знаеме, тоа било прилика кога се случили надприродни чуда, последните надприродни чуда од негова страна, исцеленија, па дури Лазаровото воскресение предходело на неговото влегување во Ерусалим. И истовремено била приликата кога неговите непријатели повторно сакале да го фатат во некој збор, па му поставувале разни загадочни прашања или стапици како да одговори на некои тешки прашања. Нема да ги читаме нив. Меѓутоа, откако ја кажал параболата за лозарите, во 40 стих од Матеј 21 глава, Христос прашува: кога ќе дојде господарот на лозието, што ќе им направи на тие лозари, кои што дури го убија синот на господарот, а предходно ги убива сите, од него сите испратени слуги, во преносно значење пророците. Па дури и синот го убија, што ќе им направи господарот кога ќе дојде на тие неверни слуги лозари? И самите Христови непријатели одговараат: злосторниците ќе ги погуби, а лозето ќе го даде на други лозари, што ќе му ги даваат плодовите на време. Духот на пророштво вели, откако ги кажале овие зборови, одеднаш се сецнале, бидејќи дури тогаш сватиле дека со тие зборови се осудија самите себе си. 42 стих. А Исус им рече: зар не сте читале во книгите, каменот што го отфрлиат зидарите стана камен темелник. Тоа е од Господа и чудесно е во очите наши. И што понатаму вели Христос? Скоро ги цитираше брат Борче овие зборови. Затоа велам дека Царството Божие ќе биде земено од вас и ќе се даде на народ што ги принесува неговите плодови. И кој падне врз тој камен ќе се разбие, а врз кого тој ќе падне, ќе го здроби. Христос е тој камен на кого е изградена црквата. И ќе прочитаме уште два текста. Павловите зборови во посланието до Ефесјаните, например, 4 глава, 15 стих, вели: туку со љубов држејќи се за вистината во секој поглед, да растеме во оној кој е глава, Христос, значи Христос е главата на црквата, а во истото послание, Ефесјаните 2 глава, од 19 стих па надолу, апостол Павле вели: и така вие веќе не сте туги и придојдени, како што бевте, како необразени пагани, туку сте им сожители на светите и членови на Божјето семејство. Зашто се утврдивте на темелите, поставени од апостолите и пророците, имајќи го како камен темелник или како аголен камен, кого? Самиот Исус Христос. Според апостол Павле, кој е карпата или каменот на кого е изградена црквата? Исус Христос, каменот темелник. 21 стих: врз кого целата зграда стројно зглобена прераснува во свет храм на Господ. И на крај, како самиот апостол Петар ги сватил Христовите зборови: и на оваа карпа ќе изградам црквата своја. Како самиот Петар, првиот папа, ги протолкувал овие зборови. Дали ги протолкувал како католиците или 9 милиарда христијани, повеќето христијани во светот, се од римо-католичка вероисповед, замисли, се уште. Во првото послание,
првото соборно послание на апостол Петар, во втората глава, ќе ги прочитаме и овие негови зборови, да видиме како самиот Петар ги сватил Христовите зборови за карпата. Како самиот Петар ги протолкувал Христовите зборови за тоа кој е каменот, кој е карпата. Прво соборно послание на апостол Петар, 2 глава, 6 стих. 6 и 7 и 8. Зашто во писмото стои напишено, цитира Петар, што? Истите зборови. Еве во Сион поставувам камен темелник, одбран и скапоцен, и кој верува во него нема да се посрами. И кој е тој камен? Вам пак кои верувате, сега Петар продолжува, тој ви е чест, а за неверниците, тој е каменот што го отфрлиат зидарите, стана камен темелник. 8 стих. Каменот кој тие се сопнуваат и камен на кој паѓаат, зашто не му се покоруваат на словото, затоа се тие и одредени. Самиот апостол Петар разбрал дека каменот, карпата на која што е изградена црквата, исто како што и Павле разбрал, е самиот Исус Христос. Нема потреба повеќе да зборуваме на оваа тема. Освен тоа, што би сакал и денес да го повторам уште еднаш, за секој проблем со кој што се соочува една црква, да го побараме решението кај Светиот Дух, единствениот безгрешен учител. Ако имаме проблем да го разбереме неговото слово, или самите нам ни не достига мудрост, иако Јаков не советува да ја бараме таа мудрост од озгора, ако е тоа проблем кој што ја засега целата црква, или една местна црква, или повеќе местни цркви, тогаш тој проблем треба да се реши соборно. Не да одлучува еден човек, еден папа. Бидејќи ако така правиме, тогаш ја правиме истата грешка што ја направил Римокатоличкиот свет, поголемиот дел од христијанскиот свет, и истата грешка, значи, со погрешното толкување на Петровиот примат или Петровото првенство во раната црква. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.